А сега по утринските вести е вистински момент да излеземе малку надвор од студиото. Еве сме на отворено. Предпоставувам дека е тоа можеби пред зградата на Филхармонија, ако не се лажам, а можеби не сум во право, не знам, ќе каже Ирена. Ја гледате веќе во кадар нашата Ирена Спировска. Таа ќе разговара со Виктор Илиевски, тромбонист, ќе зборуваат за No Borders оркестра во Скопје, кој што ќе испратат моќна порака за силата на заедништвото. Ирена, добро утро до тебе и до твојот гостин, повелете со вашето линковско вклучување. Добро утро, Ирина. Поздрав до сите гледачи на телевизија Алфа, кои што ова петочно утро го започнуваат заедно со нас. Ние во моментов се наоѓаме пред објектот на Македонската филхармонија за да го најавиме вечерашниот концерт во камерната сала на филхармонија, на кој што за прв пат кај нас настапуваат No Borders оркестра, еден оркестар составен од врвни музичари од просторите на поранешна Југославија, со Виктор Илиевски, како што најави ти, познат тромбонист, поранешен директор на Македонската филхармонија, но и член на No Borders оркестар од самото негово основање, а воедно и организатор на овој настан. Во продолжение ќе ги дознаеме деталите за истиот. Виктор Преца, добро утро. Добро утро и поздрав до вашите гледачи. Ви благодарам на поканата и еве да го најавиме еден прекрасен настан кој што испраќен на порака преку овој оркестар кој што, како што кажавте, со музичари, составен од музичари од поранешна Југославија, значи има од Словенија, Хрватска, Босна, Србија, има и од Косово, има Војводина, се разбира и од Македонија, и на моје огромно задоволство како член на овој оркестар од 2012 година, за прв пат тука во Македонија ќе има концерт после 3-дневните снимања во нашето студио Феймс тука во Скопје. Ова снимање е направено во рамки на Turning Point, пресвртна точка турнејата, и ова е да нагласам дека е второт CD. Првото CD беше снимено 2013 година, кое што беше снимано во салата на Словенската филхармонија во Љубљана, во која исто така учествував, а сега ова CD е спремено за гудачки состав, 30 уметници, кои што доаѓаат буквално од сите поранешни републики. Меѓутоа, еве исто така ќе се нагласи дека голем дел од тие уметници не работат во овие простори, некој работи во Михен, некој во Бамберг, така да на наше огромно задоволство, еве да ја поканиме публиката, има уште малку билети на МК Тикетс да дојдат и да присуствуваат на овој прекрасен настан. Секако ова уникатна можност да се види No Borders оркестра, како што спомнавме, од врвни музичари, академски образовани од сите страни на светот, а со потекло од просторите на поранешна Југославија. Она што е интересно е придонесот што го давате вие, уметниците, музичарите од Македонија во овој оркестар. Да, многу е силна пораката во време позвоени, значи периоди во една прекрасна држава како што беше Југославија, да се формира еден ваков ансамбл, толку силен, каде што учествуваат и заедно работат, спремаат концерти срби, хрвати, босанци, македонци, во време каде што навистина на светот му треба и во ова време, со многу кризи, многу војни, многу уништување на човековата средина, природата, значи се испраќа на порака за надминување на разликите, да нема овие религиозни, национални поделби помеѓу луѓето, и тоа е и целата поента на овој проект, кој што е проследен со дела од великаните Густав Малер, Рихард Штраус, Арнолд Шенберг. Еве ќе направиме на паралела. Рихард Штраус го направил метаморфозен делото за гудачено, прекрасно дело, и е забележано на 13 март 1944, следниот ден откако е уништена операта во Виена, значи државната опера во Виена, го поттикнало Штраус да направи едно прекрасно дело за гудачи и да испрати порака за мир, за прекин на војните и така натаму, и тоа е поентата на цел овој проект, кој што започна во Мостар, продолжи во Приштина, и еве сега вечерва сме тука, и овој концерт ќе се изведе и во Тирана.
Така, но освен дела од големите музички великани кои што ќе бидат изведени вечерва, ќе биде застапена и македонска музика. Точно така. Специјално за овој проект фактички беше насловен Turning Point 2024 кој продолжува и оваа година. Имаше нарачано од овој оркестар дела од исто така поранешно Југословенски републики, композитори истакнати. Од тука ќе биде делото на Дарија Андоновска, значи нашата позната композиторка и декан на Факултетот за музичка уметност. Ќе биде изведено дело на Нина Перовиќ од Црна Гора, исто така Давор Бенчич од Хрватска, така да една програма прекрасна каде што се проткаени доцниот романтизам и модерната музика, каде што музичарите ќе интерпретираат дела кои што навистина се прекрасни за еден гудачки оркестар. Се надевам дека може до публиката да најавиме дека ќе го донесем и целиот симфониски оркестар кој што навистина имаше многу голем број на концерти низ сите поранешни Југословенски републики, исто така во Берлин, во Хамбург, а јас со еден од помалите состави имав чест да бидам на една голема 3-годишна турнеја, 12 уметници, јас бев представник само од Македонија и 10 пејачи од Јужна Африка. Буквално го заобиколивме целиот свет на познати фестивали во Австралија, Хонг Конг, Макао, Јужна Кореја и на сите познати фестивали во Западна Европа. После 13 години успешна работа на No Borders оркестра, конечно се случува и првиот концерт тука, кај нас, вечерва во Скопје, во камерната сала на Македонската филхармонија. Што значи тоа лично за вас, како член сите овие години на оркестрот, но и како човек што е директно вклучен во организација и во поврзување на оркестарот со нашава сцена? Да, имавме неколку обиди овој проект да биде изголемиот симфониски оркестар, а и овој гудачки состав да настапи на Охридско лето програмата, меѓутоа не се успеа. Меѓутоа јас сум човек кој што сака навистина целта која што ми е зацртана да се реализира и тоа го направивме, да благодарение на Австриската амбасада, Словенската амбасада, Евана и Лотарија Македонија Казино Австрија, да буквално со спонзорства да го донесеме овој проект, бидејќи навистина публиката заслужува и различна програма и со овие музичари кои што навистина заслужуваат голем аплауз, бидејќи да се работи во една таква констелација прекрасно, бидејќи сум бил дел од тој ансамбл и сметам дека добро е на публиката да се пренесе таа енергија убава, за да се надминат тие разлики на националности, на религии и така натаму. Конечно да во овие простори, за среќа живее во Брисел неколку години, многу луѓето се привилегирани да ги поминуваат буквално просторите без граници, и тоа и поентата на целиот проект и на целиот начин на размислување за формирање на овој оркестар, значи No Borders, без граници оркестар. Така и самото име на оркестарот ја упатува мокината порака на која што се надоврзуваат и убави уметнички виртуозни дела кои што ќе ги слушнеме вечерва. Спомнавме дека ова е дел од поголема турнеја, каде се следните настапи на No Borders оркестар. Значи, како што споменав, беа Мостар, Приштина, Скопје и следува Тирана, меѓутоа се прават обиди да се овој исти проект да отиде и низ Европа, како што ги имавме концертите со Макбет операта, како што беа низ големи фестивали низ Европа. Се надевам дека за 26-та година ќе има голема турнеја за овој оркестар, бидејќи исто така морам да напоменам дека голем дел од овие поддржување на оркестарот беа и од Европската Унија, бидејќи самата Европска Унија препозна дека во овој регион му треба навистина на консолидација и позитивно делување.
Јас посакувам вечерва не само публиката да ужива, туку и сите вие што ќе настапите на сцената во состав на No Borders оркестра, ете за прв пат тука кај нас. Прекрасна можност, спомнавме дека се уште има билети на располагање, почетокот на концертот е во 20 часот. Точно така, во камерната сала во 20 часот настапува. Да напоменам дека мислам дека има уште 30 на билети на МК Тикетс и еве оркестарот доаѓа во моментот од Приштина, бидејќи синоќ има концерт заедно со уметничкиот директор, диригент Премил Петровиќ и организаторката која што заеднички го еве овој настан успеавме тука да го донесеме Јелена Дојчиновиќ и мислам дека еве со нетрпение ја очекуваме публиката и сум среќен што бидејќи бев ставен како лице за контакт во однос на медиуми и така натаму, имаше многу одлична порака и одличен интерес од страна на медиумите, благодарение до вас како и што секогаш ги следите културните настани во нашата држава и се разбира од поединци кои што ми се јави и честитаа за овој прекрасен проект. Останува сега вечер само уште да бидеме во камерната сала и да уживаме во концертот на No Borders оркестра. Виктор, благодарам за разговорот, а вам ете ќе ви упатиме уште еднаш покана и убав предлог како да ја завршите оваа работна недела во пресред на празничниот продолжен викенд. Дојдете на концертот на No Borders оркестра да уживате во маестрална изведба на внимателно одбрани дела, кои што сигурно ќе ја направат за публиката која што ќе биде присутна во камерната сала на Македонската филхармонија вечерва да биде една посебна и убава вечер за паметење. Со овие информации, Ирина, се одјавуваме од тука, посакувајќи им на сите убав остаток од денот и се разбира убав празничен продолжен викенд. Така, благодарам Ирина до тебе и до твојот соговорник, убаво си кажа.